Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не со нова емисија Врел Костен. Она што го видовте на екранот како наслов е доста провокативен, еве ќе ви го повторам. Оваа емисија носи наслов Иловица, злато, но и отрови. Ова може би ви звучи малку нелогично, но оваа емисија ќе објасни зошто е тоа така. Оваа емисија ја одбравме за оваа емисија ја одбравме оваа тема за да укажеме на еден проблем што во Македонија од ден на ден станува се поизострен, а тоа е експлоатацијата на рудното богатство на Македонија. Кој го експлоатира, со кој, на кој начин, како државата тоа го регулира и така натаму. За да ја објасниме оваа ситуација, направивме напор во оваа емисија да бидат присутни надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање и концесионерот за новиот рудник за злато и бакар и Иловица кај близу Струмица кај Босилово, фирмата Евромакс. Министерството не одби, туку не можевме да стапиме воопшто во контакт со надлежните во тоа министерство, вртевме стотици телефони, дури заменик министерот го ангажиравме, но не успеавме да добиеме одговор зошто министерството не сака да учествува во ваква емисија која зборува за експлоатацијата на рудните богатства на нашава држава. Фирмата концесионер Евромакс пак достави до нас по електронски пат еден допис во кој што ги објасни незините ставови за кои што ќе збориме понатаму. Така што ни остана единствено гостин во оваа емисија да биде господинот Тони Ристов, човек кој е вклучен од еколошки аспект во оваа проблематика и е доста упатен за информации што се однесуваат за овој проект. Инаку да ве подсетам дека во 2012 година фирмата Euromax Resources од Канада доби концесија од надлежното министерство да врши испитувања на планината Огражден на една од незините падини, каде што со сателитски истражувања утврдено дека постојат значително богати руди од злато и бакар. Оние луѓе кои ја познаваат оваа технологија велат дека многу е ризично да се влезе во тој проект од причина што искуствата што ги има соседната Република Србија со рударско-топилничарскиот басен Бор знаат со какви последици таму се справуваат. Но во меѓувреме технологијата отиде многу далеку, самата техника веќе не е она што беше пред половина век и повеќе, така да има некои нови моменти. Дозволете да го поздравам Тони Ристов. Добре дојде, господине Ристов, во нашава емисија. Добро вечер за гледачите на ТВ Сонце, добро вечер за цела Македонија. Што правиме сега со Иловица? Темава во воведов кажав дека е доста жешка и тешка. Имаш ли коментар зошто Министерството за транспорт и врски и концесионерот одбија да учествуваат во оваа емисија? Сметам дека јавноста има право да знае што се случува на територијата на Македонија. Сметам дека јавноста, граѓаните имаат право да знаат што им се случува во блиското место, имаат право да знаат што се случува воопшто низ на територијата на цела Македонија. Надлежните институции мора да имат говорат на граѓаните, меѓутоа истата таа обврска ја имаат и оние кои што сакаат да експлоатираат дел од нашите природни ресурси. Нивното неучество во вечерашната емисија ќе го препуштиме на нивната совест и нека повелат во други моменти, нека одговараат на овие прашања што денес ќе разговараме. Така. Реков дека со сателитски истражувања, сега таа технологија отиде на многу далеку, е утврдено дека во тој регион постои тоа богатство на руда од злато и бакар. Но проучувајќи оваа тематика, открив дека целиот тој потек одејќи на север и на југ, таа линија на планини е богата со рудни богатства. Дали е тоа точно? Имате некои информации? Стара планина и компанија и тие планини околу неа? Целиот тој појас на стари грамадни планини
со кој што е опфатен на целиот Балкански полуостров, тргнувајќи од озгора од Романија на северот, завршувајќи долу во Грција, е простор на кој што изобилува со рудни богатства. Впрочем, на крајот на криштата можеме тоа да го видиме и низ текот на изминатите неколку децении, па дури векови наназад. Од историски гледна точка, уште Филип II Македонски, токму неговите рудници за злато се токму во овој предел на стари грамадни планини. Во изминативе векови и во изминативе децении гледаме дека таа рударска историја е многу богата на овој простор. Она што се случува во последно време, во последниве неколку години, деценија, е тоа што токму овие предели, овие планини се под една инвазија на големите светски компании, рударски компании, кои што се обидуваат, значи ова природно богатство и национално богатство на државите кои што го поседуваат, да дојдат на некој начин до него. Значи, такви примери имаме во Романија. Тоа е примерот со Чертеј, рудникот Чертеј, понатаму со Роша Монтана, понатаму тоа е, го кажавме веќе, Борско Меден-Печкиот базен, во Република Бугарија, во Македонија исто така, меѓутоа истото тоа го имаме и во Грција. Пример во 2013 година, обидот за отпочнување со работа на рудникот Скурис во близината на Халкидики. Дали тоа значи дека големите мултинационални компании кои имаат големи финансиски средства фрлиле мерак на овие планини и сакаат да ги експлоатираат? Профитот не познава граници, профитот секогаш сака да се оплодува и да се збогатува. Дури до енормни висини кои што ја надминуваат можноста на она што се нарекува одржливост и ги надминуваат границите на лимитот кој што треба да си го поставиме како општество, меѓутоа и како планета во целост. Она што сега се случува во моментов на целиот овој балкански простор воопшто не зачудува заради тоа што пак и од данешни времиња и постоеле обиди за концесионирање на овие предели. Оние места кои што биле познати како рударски наоѓалишта. Ги спомна обидите во Романија и Грција, успеа ли тие обиди таму? Делумно не успеа, иако се уште постојат постапки, значи за рестартирање, односно за отпочнување на работа на овие рудници. Добро познат е примерот на Роша Монтана во Романија, каде што голем дел од населението кој што гравитира во овој простор демонстрира, излегува на улиците и успеа, значи, овој простор кој што исто така се спротивставија, значи, и на компаниите, меѓутоа и на властите, и успеа, значи, овој проект да го запрат. Нивната работа беше малку и полесната, бидејќи сепак станува збор за подречје кое што е под заштита на УНЕСКО. И едноставно најдоа сосема доволно аргументи за да се спротивстават и успеа да го запрат тој процес. Процесот во Грција се уште е во тек и се очекуваат резултатите во најскоро време да излезат. Меѓутоа и таму е многу силно е оној граѓански активизам кој што е застапен кај граѓаните, особено, значи, во Солунскиот и во Халкидичкиот предел и има резултати, дава резултати. Дали можеме на нашите гледачи да им предочиме кои се уставните одредби од Уставот на Република Македонија кои ја гарантираат тоа национално богатство и неговата заштита? Јас успеав нешто да извадам од Уставот и таму се вели дека во член 8, алинеја 9 од Уставот на Македонија уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се темелни вредности на уставниот поредок. Точно така. Ако е Уставот највисокиот акт во државава, се тогаш му е подчинето дали на ви е него. познато законите и подзаконските акти го почитуваат овој темелен принцип или? Во основа го почитуваат, значи тоа мораме да го спомнеме, иако постојат обиди за нивелирање во зависност од потребите.
Но во суштина, значи, почитувањето на Уставот е она што врз кое што треба да се повикуваме и Уставот е оној нормативен акт кој што ни ги дава основните прерогативи за понатамошното дејствување. А што правиме со членот 43 кој вели дека секој човек има право на здрава животна средина и секој е должен да ја унапредува и штити и дека Републиката е најодговорна да обезбеди услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Членот 43 е дел и од слоганот на политичката партија на која што припаѓам, на Зелените, Демократската обнова на Македонија, и ние во изминативе неколку месеци, значи, настапуваме токму под овој слоган, значи имаме уставно право на здрава животна средина. Сите граѓани на Република Македонија мораат да го искусат тој благодет кој што го дава и Уставот како нормативен, како законски акт, меѓутоа исто така и институциите и сите оние кои што сите граѓани се должни, значи, да го почитуваат, да ја почитуваат животната средина и да вложат максимални напори за животната средина да биде недопрена или пак во најдобра смисла на зборот, значи да ги пружи оние благодети на економски, социјален и еколошки аспект со кој што граѓаните ќе се стекнат со благодет на едно комфорно и удобно живење. Да, но ова што сега го читаме се букви на хартија. Така. Во стварноста каква е состојбата? Животната средина во последниве неколку години е прашање со кое што многу тешко се да се соочуваме и како држава, заради тоа што гледаме дека голем дел од оние природни ресурси, голем дел од она што го имаме и во урбаните и во руралните средини е нападнато. И тоа нападнато е пред се, значи, од непочитување на законските одредби, меѓутоа и од желбата на одредени инвеститори да искористат природата и природните ресурси во свој собствен интерес. Тргнувајќи, значи, и од компании, меѓутоа исто така, значи, од локални самоуправи и како и од владата. Впрочем, на крајот на криштата го имаме водно над нашите глави, каде што во интерес на одредена структура на луѓе кои што можеби ќе живеат во сончев град, за нив е направен пат за 15 на 20 минути да стигнат до центарот на градот. При тоа, значи, се уништува таа животна средина, таа природа која што на Скопје како град му е потребна, но од друга страна пак имаме удоволување на потребите, односно комфорот на живот на сосема мала групација на луѓе. Па има една поговорка која вели додека на еден не му се стебни, на друг не може да му се раздени. Но ме интересира, ако институционално граѓаните не може да добијат заштита на она што ги обкружува, она животна средина во која што живеат, државата со своите институции да им го заштити тоа право, таа напротив го узурпира. Што правиме сега? Како тоа ќе го разрешиме? Должност е на секој граѓанин да се спротистави на таквите обиди. Должност е на сите институции, независно дали се политички или било кој. Особено, значи, на политичките партии, тука нагласувам, тие мораат да се спротистават на едно вакво узурпаторско дејствување од одредени сегменти во општеството. Како и да е, значи, ние како граѓани сме должни да реагираме и да ја подигаме свеста за она што е најсуштествено во нашите животи, а тоа е квалитетна животна средина. Затоа што да не заборавиме дека токму таа животна средина односно медиумите на животната средина ни ги овозможуваат да го овозможуваат нашиот живот. Тргнувајќи од почвата, од водата, и должни сме тоа да го заштитиме. Во едно интервју со еден друг соговорник кој е малку поупатен во пошироки размери на овие процеси, извлековме заклучок дека човекот со своите постапки, уништувајќи ја животната средина и амбиентот во кој што живее, еден ден ќе остане и без храна, и без вода, и без воздух, и ќе изумре. Дали таа црна перспектива ја гледаме од сега или? Дека е тоа така потврдуваат и последните самити на највисоко светско ниво. Тоа е КОП-21, во кој што климатските промени ги гледаме како еден глобален проблем со кој се соочуваме, но климатските промени не се нешто што е само на како глобален проблем, значи пред се мораме да действуваме многу локално, значи пред се локално мораме да действуваме
за да можеме да помогнеме во тој цел систем на планетата Земја, кој што се нарекува, значи и клима, меѓутоа и целосен биодиверзитет и геоморфологија на почви, на океани, на води и така натаму. Се расширивме многу на глобално ниво, ајде да се сконцентрираме сега на темата. Иловица рудникот. Така. Рековме дека во 2012 Euromax Resources добиле концесија од надлежното министерство. Така. За да почне со експлоатација тој рудник, услов без кој што не се може е еколошката студија која ќе покаже дека тоа производство нема да предизвика штети на околната средина и така натаму. Докаде е таа еколошка студија? Дали ви е познато? Вака, оцената за влијание врз животната средина, како што се нарекува тој документ, во април 2016 година Euromax Resources Македонија го објави. Тој беше достапен на јавноста во изминатиот период и јавноста имаше можност да се запознае детално со она што го планираат од Euromax Resources. Како политичка партија, меѓутоа и како граѓани, согледавме дека во оваа оцена на влијание врз животна средина, во овој документ, има многу пропусти и има многу дупки, меѓутоа и многу симптоматични и многу критични делови кои што едноставно упатуваат на тоа дека овој документ, односно начинот на кој што ќе се обидат да го изведат целиот проект, е опасност кој што представува не само за најблиското население на Иловица и на Штука, селата кои што се најблиско до предвидениот рудник Иловица, туку представува закана и за општина Босилово и за општина Новоселово, односно целиот Струмички регион, на крајот на криштата дури и за цела Македонија. Пред се, заради тоа што со технологијата која што они викаат дека е најсовремена, меѓутоа сепак да не заборавиме, ќе се користи цијанид во процесот на обработка, односно во процесот на добивање на златото и на бакарот. Цијанидот е еден од најотровните материјали кој што се користи во рударската индустрија, односно најотровен материјал, кој што има способност да ги загади и почвите, но и водите. Ако знаеме дека Струмица, односно Струмичкиот регион, е главниот, на градината, буквално бавчата на Република Македонија, тогаш да се соочуваме во сите делови на Македонија со еден проблем кој што ќе се соочиме, а тоа е недостаток на земјоделски производи. Бидејќи може да се случи во еден одреден период да имаме загадување и на доматот, и на пиперката, меѓутоа и на сите останати земјоделски продукти. Неодамна читав еден... Исто така, дозволете ми само да го докажам, исто така, значи, со начинот на кој што беше направена презентацијата, односно она што го имавме како увид, детектиравме дека самиот проект ќе придонесе, значи, за комплетно менување на релиефната форма, на релиефните форми на огражда. Имаме буквално симнување на пола планина, пресекување на пола планина. Тоа од висина од 800 метри надморска висина до 100 метри надморска висина. Тоа е еден огромен простор. 1500 хектари е самиот рудник, односно индустријската зона и отворениот коп. Меѓутоа имаме 500 хектари на површина која што буквално ќе биде ископана и ќе бидат извадени милиони и милиони тони на почва. При тоа, значи, мораме да знаеме, значи јавноста мора да биде запозната дека внатре во таа почва, покрај златото и бакарот, има и други тешки метали кои што исто така представуваат опасност и по населението и по водите. Таков е, например, арсенот. Да биде трагедијата уште поголема, значи, на само неколку километри од таму, го имаме и рудникот Бучин, кој што е отворен, знаеме, крајот на 70-тите години, 79-та година. Една студија покажува дека таму пак големо е загадувањето кое што го имаме од бакарот. Ако во светски рамки е дозволено 30 милиграми на килограм, во европски рамки имаме 17 милиграми на килограм, во Бучин, односно во околината на Бучин, ние имаме 190 милиграми на килограм, што го прави
подрачје со висок степен на загаденост. А што предизвикува бакарот кога ќе влезе во човековиот организам? Бакарот исто така еден вид на отров. Сакам да кажам дека неодамна прочитав еден додаток во еден весник околу екологијата, ми се чини Пакомак беше издавач, во кој што стои оваа реченица. Оние отрови и отпадни материи што човекот ги фрла, природата му ги враќа во неговата чинија. Точно така. Дали и со струмичани, а преку нивните производи и на нашите трпези ќе ни дојдат цијанидот и арсенот во нашите чинии? По голема веројатност. Голема веројатност. И тогаш колкави ќе бидат трошоците на Фондот за здравство за лекување на луѓето? Видете, за да се направи една таква финансиска анализа, потребно е една институција да сериозно да се зафати со едно вакво истражување. Дали овие зборови што досега ги кажавме упатуваат на тоа дека еколошката дозвола нема да биде издадена? Не можеме тоа да го кажеме со сигурност. Значи сепак е тоа постапка која што трае и за тоа треба да се произнесат и институциите, меѓутоа за тоа треба да се произнесат и граѓаните. Она што е важно е дека писмото за намери за отварање на проектот веќе постои во Министерството за животна средина. Целиот процес е започнат, значи веќе ја имаме и студијата, односно оцената за влијание врз животната средина. Во тек се јавните расправи. По јавните расправи, значи мора да има коментари и забелешки и од граѓаните, меѓутоа и од политички партии, од невладини организации и така натаму, за да дојдеме до ревизија на ова оцена на влијание врз животната средина, па на крајот на криштата да се дојде до моментот да Министерството за животна средина, односно правоуправата, па потоа и Министерството за животна средина да дадат дозвола или решение за отпочнување на овој процес, односно за отварање на проектот и рудникот Иловица. Сепак морам да кажам дека населението, односно сите ние, граѓаните на Република Македонија, мораме да бидеме информирани навремено, мораме да ги следиме јавните расправи кои што се случуваат во врска со овој проект и не само во врска со овој проект, значи ние си имаме и должност да ги следиме сите случувања во Македонија, бидејќи Македонија се соочува со голем број на еколошки точки и едноставно благовремено и најдобро намерно да одреагираме на сите појави кои што укажуваат на тоа дека постои опасност од загрозување на животната средина и здравјето на луѓето. Во еден од претходните одговори ти кажа дека настапуваш и како индивидуа Тони Ристов, но и како член на Зелената партија Дом. Така? Во она што го добивме од концесионерот Евромакс се вели дека како компанија е отворена и транспарентна за сите активности, но нема да учествува во политичка дебата, каде целите се детерминирани низ призмата за добивање политички поени и воопшто не се води сметка за аргументирани и точни податоци во насека на информирање за проектот. Дали чувствувате дека со ова правите и политичка пропаганда, така да речам, во јавноста, преку овие дискусии, преку овие расправи? Така. Односно, дали ја прифаќате ова оценка на Евромакс? Не можам да се согласам со констатацијата на Евромакс, заради тоа што Евромакс не се ставени во политички контекст, туку се ставени на увид на јавност. Значи, јавноста е таа која што мора да ги знае информациите поврзани со самиот проект. На крајот на криштата, значи, самиот проект Иловица е нешто кое што е јавен интерес на Република Македонија. По неколку основи. Социјален аспект, еколошки аспект, економски аспект. Така. Значи, во целиот тој контекст, политичките партии се исто така здруженија на граѓани. Да. Начин на здружување на граѓаните. Така. Кои што си имаат своји интереси, своји цели и така натаму. Целите на политичката партија на Зелените демократска обнова на Македонија е заштита на животната средина.
унапредување на економскиот и на социјалниот бенефит и благодет на граѓаните. Значи, ние, државата, односно Македонија и граѓаните ги подразбираме како еден систем кој што мора да функционира заеднички и тој систем, значи, мораме да го облагородуваме и да го племенуваме. Тие упатуваат на фактот дека како компанија котираат на берзата во Торонто во Канада, дека се респектибилна светска компанија и дека добиле дури и поддршка од Европската банка за обнова и развој, од Германскиот гарантен фонд, што докажува дека нивната студија е во ред, еколошка студија. Затоа што, нели, европските фондови инсистираат на еколошкиот аспект и не дозволуваат финансирање преку нивните фондови, доколку еколошкиот стандард не е заштитен на соодветно ниво. Ако они тврдат дека добиле финансиска поддршка од тие две институции, тогаш по некоја логика, по дефолт, велат дека еколошката студија не е во ред. Се согласувате со тоа? Не можам да се согласам со тоа, заради тоа што само ќе ве посетам на еден момент од нашето блиско минато, а тоа се проектите Луково поле и Бошков мост, за кој што исто така имаше поддршка од Европската банка за обнова и развој и од Светската банка. Кога увидува дека навистина постојат сериозни еколошки проблеми, односно сериозни закани по животната средина, тогаш и двете институции се повлекува од овие два проекти. Веруваме во она што се нарекува европски простор и веруваме во добронамерноста на Европската банка за обнова и развој. Веруваме дека и они ќе ја препознаат опасноста која што се појавува од самиот проект и Ловица и дека благовремено ќе интервенираат и самите тие на надминување на оние проблематични точки кои што се наоѓаат во самата студија. Ајде се за гледачите да кажеме кои количини рудно богатство се лоцирани на овој локалитет, што е толку голем интересот на компанија од Канада да дојде овде да истражува? Вака, според проектната документација, односно според документите кои што се достапни јавно, излегува дека од самиот рудник и Ловица ќе бидат исцрпувани некаде околу 95.000 унци злато годишно и некаде околу 16.000 тони на бакар. Така да тоа е сума помножена со 23 години, која што дава една огромна резерва на рудно богатство кое што го имаме во Македонија. И огромна финансиска добивка, која што според сечие видување сепак е можно да заврши како приватен профит. Ова последно што го рече како приватен профит. Од блиското и подалечно минато е познато од времето на неоколониализмот дека големите економски јаки држави кога одеа во Африка и во Јужна Америка ги црпеа таму природните богатства и никој не можеше да им се спротивстави затоа што се врзуваа со локалните моќници, таму им даваа некои бенефиции на кои што тие се задоволија и успеа да ги исцрпат сите природни богатства на тие недопрени континенти. Дали ова сега се случува и на Балканот? Нема да го искоментирам тоа на тој начин, само ќе искоментирам проценката која што ја дават, односно она што е дадено како податок во оцената на влијание на животната средина, каде што станува збор од компанијата Euromax, се разбира, каде што кажува колку Македонија како држава ќе добие од овие средства. При тоа таму пишува дека ќе добие на годишно ниво 300 милиони извоз во буџетот. Ќе го искоментираме и тоа. Значи, во целост, Македонија добива вкупно во целиот овој процес, во целиот овој период од 23 години, само 18, нешто милиони добива државата, а некаде околу 20, околу 30 на 40 на милиони
односно вкупната сума која што ја добива Македонија е 82 милиони, од кои што само 18,2%, 18,2 милиони долари или евра, мислам дека беше сепак, евра, добива државата, остатокот следува за општините. Така да, дали се 82 милиони долари, сосема доволна аргументација од финансиски гледна точка, да ние се согласиме, е доста дискутабилно и сметаме дека за ова е потребно да се направи една сериозна финансиска анализа, сериозни финансиски пресметки, за да видиме, значи, што е тоа што ние како држава би можеле да го добиеме, а што е тоа што би можеле да го изгубиме. Во контекст на ова што го зборувавме, Струмичкиот регион, само од доматот и од пиперката, на годишно ниво, заработуваат некаде помеѓу 60 до 80 милиони долари. При тоа, значи, не ги земаме во предвид и останатите градинарски производи, како што е краставицата, лозјето, пример, познатата мастика струмичка и така натаму. Пиперката. Не ги земаме во предвид останатите. Зборуваме сега за доматот и за пиперката. 60 до 80 милиони. Помножено, значи, со 23 години, значи, која сума изнесува таа? Вамо имаме сумата од 82 милиони. Настрана од сето тоа, значи самиот Струмички регион, односно југоисточниот регион, југоисточниот плански регион, во целата структура, значи, ангажира некаде над 64.000 работно активно население, вклучено во земјоделските стопанства. А со рудников колку вработување ќе има? Со рудников имаме само некаде помеѓу 400 и 500 вработувања. И тие 400 и 500 вработувања кои што ќе бидат, значи според се она што се предвидува, значи нема да биде тоа локално население, туку ќе бидат донесени одаму и од таму. Треба години и години да поминат за дел од тоа локално население да биде вработено во да се приспособи за да биде тие приспособено, професии. да биде приспособено. Познато беше деновиве дека таму имаше јавна расправа на која што и вие учествувавте. Така. Учествуваше и Euromag Resources, а учествуваше и местното население. Каква беше првата реакција на населението кога осознаа дека таму ќе се гради тој индустријски капацитет? Еден од најголемите проблеми кои што се јавува воопшто, значи во Македонија е недоволната информираност на населението токму со овие еколошки проблеми, односно еколошки проблеми кои што се однесуваат и на економската и на социјалната, меѓутоа и на животна средина. Во изминатиот период она што е направено, значи како пропуст, тоа го гледаме, значи од самиот документ кој што Евромакс го изваде. Има неколку работи кои што може да се забележат. Значи пред се на населението, кон населението е отидено со цел. При тоа, значи, искористувајќи ги слабостите кои што постојат во општината. И тоа е се пред се, значи, социјалните аспекти, односно невработеноста и така натаму. А при тоа, значи, не се усврнувајќи се на оние клучни проблеми кои што се, а тоа е вода, почва, воздух, работните позиции кои што ги имаат таму и така натаму. Така да, нормално, значи, во еден сегмент кога ќе прашуваш некого, ќе го добиеш одговорот кој што отприлика претпоставуваш дека ќе го добиеш. Така да, населението во општина Босилово, во општина Ново село, не биле во целост информирани за самата постапка и што е тоа што тие можат да го изгубат. А сега кога ги информираа како можеме тоа да го забележиме и во изминатава една недела дена. Значи, веќе гледаме дека на терен работите се менуваат, бидејќи народот, населението на овие две општини, полека ги осознава компонентите кои што можат да му наштетат на самиот начин, досегашен начин на живот и трајно да ја загрозат иднината и на населението, меѓутоа и на просторот кој што ги окружува. Дали посетата на тие јавни расправи од страна на населението беше масовно или немаше интерес? На јавната расправа имаше сосема солидно пополнетост на просторијата во која што бевме и тоа покажа дека има навистина, значи, интерес кај населението. Она што е исто така многу важно
да се спомене, дека по прв пат населението почна тоа согледа и сосема поинакви аспекти на самиот проект и побара и за ова да се направи една многу поширока јавна расправа, многу еден отворен диалог натре во општеството, за да се утврдат фактите и аргументите и на едната и на другата страна, за да може да се дојде до одржливо решение кое што ќе биде од полза на државата, односно на самото население, бидејќи сепак граѓаните се тие кои што таму живеат и тие ќе бидат и најзагрозени, меѓутоа можат да го искористат и најдобриот бенефит. Штувани гледачи, на линија го имаме градоначалникот на општина Босилово, господин Љупчо Колев. Господин Колев, дали се слушаме? Да, се слушаме, поверите. Како сте, прво да ве прашам? Па добро. Извинете што ве вознемируваме вака во овие часови. Ме интересира каков е вашиот став во однос на онаа јавна расправа што беше околу Иловица. Не знам дали вие бевте присутни таму и дали сте известени. Каков е вашиот став во однос на тој проект? Дали тој ќе донесе некои подобрување на животот на граѓаните во Струмичкиот регион или не? Па да, на јавната расправа која се одржа пред известно време по повод студијата за оценка за влијание за животна средина на проектот Рудник за бакар и злато Иловица, бев присутен и со проектот као градоначалник сум запознат многу одамна. Околу потенцијалните испитувања, отварање на рудник понатаму, првите контакти на луѓе од кои се занимаваат со таа област со општината беа некаде 2002 година, а во 2004 година веќе беше дадена концесија за истражување. И од тогаш нормално траат и контактите на првите луѓе на општината и општинската администрација со концесионерите, најпрво со компанијата која ја доби концесија за истражување, а потоа мислам во 2012 година веќе Евромакс ја доби концесијата за експлоатација. Да, но ме интересира дали граѓаниве што се во тој регион, во селата, се заинтересирани да се овој проект реализира или пак се повеќе заинтересирани да го задржат досегашниот начин на нивниот живот и работа и производство, да имаат чиста средина, да имаат чисти производи, да немаат загаденост и така натаму. Затоа што се крена голема прашина околу таа еколошка студија. Да. Јас мислам дека граѓаните се заинтересирани овој проект да успее. Нормално, како и за многу други работи, и има дел кои имаат различно мислење и различни ведувања. Еве моје мислење од контакт со граѓаните дека најголем дел од граѓаните и на населените места Иловица и Штука, каде во непосредна близина ќе биде рудникот, и во општина Босилово, а и во поширокиот регион, се заинтересирани овој проект да успее, односно да се изгради овој рудник. Меѓутоа, кажав, има и различни мислења. После ова јавната расправа, малку така да кажам, повеќе се зборува на таа тема, бидејќи веќе е јасно дека компанијата во прилично напредна фаза е со реализацијата на своите активности околу проектот, и нормално е во такви околности, не само и со реализација на овој проект, него и со други проекти, луѓето повеќе да се интересираат за тоа. Моje мислење е дека активностите понатаму ќе продолжат,
општината како субјект, значи не зборувам за сега во овој период, од годините кои ги спомна, значи од 2004 година, наома од кога се додели најприм концесија за истражување и потоа и концесија за експлоатација, е вклучена во овој процес. Значи компанијата врши редовно известување на општината, на службите во општината со сите чекори кои се преземаат на полето на профункционирањето на рудникот. Извините, но нашава емисија времето е многу кратко, само на крај едно вакво прашање. Дали очекувате дека со овој проект општината ќе доживее економски развој многу побрз и луѓето ќе добијат повисок стандард на живот? Па видите, имајќи го предвид искуството и овде кај нас, а и надвор од нашите граници, на светско искуство, секоја реализација на ваков проект, значи носи економски бенефити за средината. Бидејќи се работи за рудник кој според сите досегашни кажувања на концесионерот ќе треба да има инвестиција, тоа е гринфилд инвестиција од околу 500 милиони долари, со некои 400 до 500 директни вработувања. Тоа многу ќе значи за локалниот економски развој најпрвин во самата општина Босилово, а и пошироко во регионот. Секако тоа е значајно и во рамките на нашата држава Република Македонија. Меѓутоа, и јас, и луѓето што пред мене ја воде општината, и службите, во разговорите кои ги имаме со представниците кои се присутни овде, во било која форма, дали како представници на Euromax Resources или како представници на компаниите кои се работуваат со нив во разните области, значи напоменуваме да ние сакаме економски развој и со тоа ќе се дојде до економски развој, меѓутоа сакаме на територијата на општина Босилово пак да се произведува и тогаш кога ќе работи рудникот, значи да се произведува здрава храна како што е сега случај. Од компир, од пиперка, од домати и други земјоделски култури кои сега се одгледуваат на нашето подрачје, бидејќи знаеме дека нашата котлина е една од котлините со најквалитетно земјиште и се произведуваат висококвалитетни и здрави земјоделски производи. Добро, ви благодарам на овие објаснувања и посакувам секое добро. Во некоја наредна прилика можеби и ќе ве посетиме. Довидување и пријатно. Благодарам и поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодарам. Ристов, го чувте градоначалникот на Босилово, се согласувате со неговите кажувања? Градоначалникот очигледно е дека има намера значи својата да придонесе значи за добробитот на населението во Босилово. Секако дека постојат различни мислења каков е кој начин да се одбере за подобар економски прогрес на територијата, односно на општината. Во секој случај, значи јас она што го мислам е дека доколку сакаме навистина една сериозни инвестиции во држава, мислам дека рударството барем во дадениот момент и не е баш нешто што треба да носи бенефит. Напротив, кажавме дека со овој проект се загрозуваат и почвата, се загрозува и водата. На јавната расправа посочив дека доколку сакаат да инвестираат, нека повелат, нека инвестираат во земјоделството, нека инвестираат во туризмот кој што е исто така обржена една прекрасна планина, нека повелат, нека инвестираат во енергетиката. Значи тоа се гранки кои што можат да донесат многу поголем бенефит и се многу подолготрајни и се многу поодржливи. Да, но еве верувам дека гледачите ќе се согласат, златото како метал е еден репер за
одредување на богатството на една држава. Впрочем, и златото е подлога за националните монети, златните резерви. Секоја на национална валута која инсистира на својата валидност мора да биде подкрепена со златни резерви. Во старите пирамиди, кога ги открија мумиите, сите беа во злато. Но пак знам една друга релација. Оние што го копаат златото се со скинати чевли и со истоштени организми, а оние што го носат се во златни кочи и на себе имаат полно злато. Што правиме тука во таа разлика? Јас само ќе го споменам ова. Јавноста е должна да знае колку од овие златни резерви, односно добиеното злато, ќе заврши во трезорот на Македонија и колку тоа злато ќе придонесе, значи, за цврстување на монетарната цврстина на државата. Сметам дека и Министерството, односно и Евромакс, меѓутоа и надлежните институции, треба да ни одговорат на ова прашање. Напоменав една работа. Вкупниот бенефит кој што Македонија ќе го има во овие 23 години, откако е евентуалното започнување со работа на рудникот, е 82 милиони евра. Што е со остатокот? Каде тој ќе заврши? Сметам дека треба да добиеме одговор на тоа. Поведени од уставните одредби, дека се она што е на територијата на Македонија им припаѓа на граѓаните и на Република Македонија. А политичарите кои ќе ја зебат власта во своји раце, управуваат со тие национални богатства во име на граѓаните на Република Македонија. Судовите донесуваат одлука во име на народот на граѓаните на Република Македонија и се во името на граѓаните, а политичарите кучињата лајата, караванот врви. Има една многу убава поговорка која што вели не е злато се што сјае. Така. За крај на оваа емисија ме интересира едно твое мислење, бидејќи беше таму на јавната расправа, ги познавам состојбите. Дали мислиш дека луѓето таму сакаат да го сочуваат она што досега го имале и го работат да го напредат, или пак сонуваат за поголеми богатства што ги носи златото како символ на едно богатство? Од оние сознанија кои што јас ги имам од теренот, самиот простор на каде што се планира рудникот Иловица е една падина која што опфаќа, како што кажав, 1500 хектари. Тој предел допред едно известно време бил релативно пошумен, бил шумски предел. Меѓутоа, во последниве неколку години, дали е смислено или е пак ненамерно, делот таа падина е релативно оголена. Оно што исто така битно е дека во овој предел, значи исто така имаме голем број на заинтересирани, тоест веќе неколку пчелари и голем број на заинтересирани луѓе кои што сакаат да продолжат да се занимаваат или да отпочнат, значи, со пчеларство. Исто така, значи, многу е битно што дел од населението ја сваќаат важноста на оно што се нарекува животна средина и ја сваќаат важноста на тоа што се нарекува, значи, одржлив развој. Многу е важно, напоменувам, во наредниот период населението да биде правилно информирано, самиот процес, значи, да биде транспарентен. Во оцената за влијание на животната средина на Евромакс тие имаат дадено многу податоци, меѓутоа имаме и многу неодговорени прашања. Например, немаме одговорено прашање за тоа, тоа е дел од она што треба да го има во оваа студија, што ќе се случува доколку не се реализира проектот. Тие имаат наведено само неколку реченици. Нека простат, но за тоа треба да се изготви и посебна една мала студија каде што дефинитивно ќе кажат треба да се направи ова или кои би биле последиците ако не се изработи овој проект, а се отпочне со некој друг проект, што е тоа што би можело да биде бенефит за населението. Со други зборови треба да се дадат одговори на сите прашања, а? Точно така.
Па годово, јас мислам дека го исцрпив она што го подготвив како моје сознание и сценарио за овој разговор. Има некој прашање што не го поставив во врска со ова? Да, се сетив. Верувам дека како политичка партија, а и ти лично како Тони Ристов, сте направиле обид да консултирате за оваа проблематика одредени авторитети од науката, од Рударско-геолошкиот факултет, од Хемискиот факултет. Какви беа нивните одговори на вашите прашања? Вака, јас само ќе напоменам една работа, дека и експертската јавност имаат општествена одговорност да бидат објективни и своето мислење и своите ставови реално и објективно да ги представуваат, да ги представат на јавност. Она што е битно е дека самиот овој процес не може да помине без експертиза и без стручно мислење на токму овие експерти од високото образование или пак од институтите кои што работат на оваа проблематика. Мислам дека е многу важно во целиот процес да се вклучат што е можно побрзо и низ реална јавна расправа и транспарентен процес, да ги кажат своите мислења и своите објективни очекувања и видувања реално, без при тоа значи да заземаат страна ова или она. Ристов, ќе те подсетам на претходното прашање и одговор околу настапот на колонијалните сили во Африка и Јужна Америка. Така, тие таму црпеа природни богатства со подкупување на локалните моќници, дали поглавици или некои диктатори таму. А што правиме сега овде? Дали транспарентноста на институциите ќе допринесе граѓаните да ги заштитат да бидат заштитени интересите на поширокиот круг, на најширокиот круг граѓани, кога знаеме дека нашите институции се доведени во една ситуација да ни сами не можат со себе да се справат, така моли да штитат туѓи интереси. Господине Аџиевски, институциите на системот мора да функционираат. Самото општествено живење е невозможно без функционирањето на тие институции. Јасно. Така да и луѓето вработени во самите институции, меѓутоа и ние како граѓани, значи мораме да поведеме сметка и да успееме да се избориме, значи тие институции да функционираат на еден навистина одржлив и вистински начин кој што ќе му служи на интересот на граѓаните на оваа држава. Една од најбитните работи која што треба да ја знаеме дека сите тие институции се формирани од граѓаните. Граѓаните се тие кои што ги имаат формирано. Политичките елити се нешто што денеска се утре не се. Да, но институциите мора да продолжат да работат во интерес на граѓаните. За крај една хипотеза, едно хипотетичко прашање. Повелете. Институциите ќе ја протуркаат концесијата, еколошката дозвола ќе помине и концесионерот ќе ги доведе машините, багери, камиони тешки, едно друго таму да почнат да работат. Граѓаниве ќе застанат со жив штит или? Тоа е одлука на самите граѓани. Во тоа ниту смееме да се мешаме, едноставно тие треба самите, затоа напоменав, дека најважната работа е да бидат правилно информирани и да бидат правилно едуцирани за сите проблеми кои што можат да настанат. Или пак за бенефитите кои што можат да ги добијат. Доколку локалното население и ние, сите граѓани кои што сме на Македонија, оцениме дека тоа е навистина добро за државата, за граѓаните во целина, тогаш треба и да се согласиме. Но, ќе напоменам уште една друга работа. Јас би сакал, навистина, од Евромакс како компанија, која што е заангажирана на овој проект, би сакал да поставам прашање едно. Дали се тие подготвени да направат еколошки депозит со кој што ќе ги обезбедат сите евентуално настанати штети кои што би се предизвикале со работата на проектот. Би сакал да ги прашам дали се подготвени да направат целосно сигурување, здравствено, социјално и така натаму, на населението, барем од најблискиот круг на рудникот,
од општина Босилово, Струмица, Новосело, со кој што ќе им гарантира дека тие нема да бидат заболени, односно дека ќе имаат подкрепа финансиска, било каква друга, медицинска, за нивно лекување. Мислам дека и од Евромакс треба да ги добиеме овие одговори, за да бидеме 100% сигурни дека овој проект е таков како што тие ни го представуваат на нас во јавноста. Политичкиот контекст во секој еден проект го имало и ќе го има. И мора да го има. И мора да го има. Поштовани гледачи, ова беше Врелиот Костен и Ловица, Златоно и отрови. Соговорник беше Тони Ристов. Дали ова што досега го разговаравме кај вас ќе предизвика некој впечаток е да оставиме на вас, но да ја завршам оваа емисија со неговите зборови. Грижете се за она што го дишете, она што го јадете, она што го пиете. Ристов, ви благодарам на гостувањето во емисија. Благодарам и на вас заради укажаното внимание и заради тоа што дадовте, што стапивте простор како телевизија за овој многу важен проект кој што е од важност за сите граѓани на Република Македонија. И Ловица е Врел Костен, а? Премногу Врел Костен. Па да видиме кој ќе се изгори, а кој нема да се изгори со него. Доколку ставиме сосема соодветна заштита, тогаш можеби нема никој да биде изгорен. Ова беше крајот на Врелиот Костен за оваа недела. Почитувани гледачи, останете со добро здравје и довидување. Пријатно.